Поранешниот министер за здравство Драган Даниловски се согласува за враќање на централизацијата на клинички центар како што беше кога раководеше со министерството. Тој за телевизија 24 вели дека монолитен клинички центар е единственото одржливо решение за добро работење. Секако, со еден професионален менаџер и еден стручен директор, една администрација, а не 100. Единствено одржливо решение е монолитен клинички, зашто аргументите се познати секому: подобар увид и координација на дејностите, контрола и распределба на средствата, редукција на административен персонал, што треба да резултира со поквалитетно менаџерање со услугите за пациентите, подобрување на нивното задоволство како и здравствените исходи. Децентрализацијата на клиничкиот центар беше направена пред 16 години, кога тогашната влада во 2007 ја направи реорганизацијата на клинички. Во телефонски разговор за TV24 тогашниот министер Имер Селмани кажа дека прво треба да се разгледа идејата на сегашниот министер Фатмир Меджети, бидејќи не би било колегијално да се коментира во медиумите без да се види каков е неговиот план. Укинувањето на економските директори беше најавен вчера од министерот Меджети, кој треба да го достави својот план до влада, кој очекува да се укинат овие работни позиции од почетокот на 2024 година. Од 1 јануари 2024 да почне да функционира еден клинички центар со еден генерален директор. Тоа било пред 20 години и ќе продолжиме зашто била добра работа и така. Мора ова да се направи една за секојаш, здравството да функционира како што треба. Доколку се одобри идејата и реализира, државата би заштедувала со груба пресметка негде околу половина милион евра за една година, затоа што на еден економски директор месечната плата му е од 1000 до 1500 евра или околу 40.000 евра за сите од 30 клиники кои се во склоп на центарот. Економските директори не се единствениот проблем на министерството. Добар дел од болниците се со долгови, тие се на петото место, кои го зголемуваат јавниот долг изнесува 441,3 милиони евра, од кои приближно 22,4 милиони евра се од здравство.